Ученици од прво, второ и трето деление ќе треба да патуваат во друга населба затоа што училиштето Тихомир Милошевски во Скопско Волково не им обезбедило грејење. Родителите на овие деца се револтирани од и сега малите ќе треба да патуваат по 7 километри и тоа во попладневните часови во друго училиште. Собираат петиција за да го спречат како што велат малтретирањето. Оти надлежните имаа време без малку 2 години пандемија во кои 3 месеци летен распуст за да се реши проблемот со грејењето. Сега е доцна и се удира на грбот на учениците. Замислете, во ек на пандемија ќе ги качуваат во автобуси, ќе ги носат и во услови на зима. Следно, како опција ни го понудија да се обезбедат грејни тела. Замислете грејни тела да се обезбедат, кој да ги обезбеди? Ние родителите, градоначалникот, општината, Министерството за образование, министерката, кој треба да ги обезбеди? Втора работа, ова е старо училиште, значи инсталацијата електрична е многу стара. Ако се приклучат тие грејни уреди, што треба да настане хаварија? Во тоа да ги носиме нашите деца. Другата понудена опција им е да бидат сите деца на онлайн настава, што е возможно за оние кои имаат по 2 или повеќе деца. Како ја да се организирам за двете деца да ми бидат онлайн? Треба да поседувам 2 компјутери дома или треба да имам луѓе околу децата, прво деленче да седи онлайн дома. Најверојатно колку се способни и колку се организирани за овој дел, кога гледате дека во ек на почеток на кампања тука копаат, поставуваат, не знам и што прават, дупки има на сите страни околу училиштето, па ние да очекуваме дека за брзо време би донеле некакво решение. Не верувам. Значи сакаме што побрзо да ни се реши тој проблем и да не ни дава други опции. Значи сакаме децата да се учат во ова училиште. Ја побаравме и директорката на училиштето, која во телефонски разговор рече дека сознанијата на родителите не се точни и грејната сезона се уште не е започната. Официјална изјава не сакаше да ни даде. Родителите, како што велат, речиси сите се потпишале на петицијата бидејќи не се согласуваат со овие алтернативи. Бараат средба со директорката и министерката Царовска со цел да го изнајдат најдоброто решение за нивните деца. Инаку министерката и пред и по стартот на учебната година непрестојно уверува дека наставата тече во најдобар ред.